го тангираме образованието како фактор на влијание, се разбира. Например, со првото истражување кое што го правевме пред повеќе од една декада, истото се однесуваше на средношколци во регионот и студенти на Универзитетот Гоце Делчев. И тука, тоа го споменав скоро во една изјава за телевизија, тука имавме кај средношколците, например, дека над 40% би сакале својата иднина да ја градат во главниот град, односно имаме таа внатрешна миграција силно изразена, над 40% надвор од државата и помалку од 10% во локалното место од кое што потекнуваат. Кај студентите на Универзитетот Гоце Делчев имавме помалку од 10% во Скопје, над 40% во локалното место од кое што потекнуваат и над 40% надвор од државата. Универзитетот Гоце Делчев, како би рекол регионален концепт, ги врзува младите за просторот од кој што потекнуваат и би можеле да извлечеме заклучок дека би ја намалил таа внатрешна миграција пред се, за која што и многу не се дебатира. Во делот на надворешните миграции, во речиси сите истражувања, некаде околу 15% од младите тежнеат кон трајно иселување. Во однос на образованието и преминот од секундарно кон терцијално образование, имаме, например, дека, дали би се запишали, на каков универзитет би се запишале младите, односно средношколците, имаме податоци дека над 10% би заминале и овој процент е во пораст. Сега оваа година правиме уште едно истражување и очекуваме да се подигне овој процент, значи тенденцијата е да оди кон 15, па дури можеби и 20% од младите. Би сакале да студираат надвор од државата, 10% некаде би сакале да студираат на приватни универзитети и останатите би сакале да студираат на некој од државните универзитети во Република Македонија.